Седечкиот начин на живот пред компјутер или пред телевизор во комбинација со лошата исхрана и без физичка активност доведуваат до деформитети на рбетниот столб и стапалата. Во време на пандемија, кога повеќе време седиме дома, ризикот е зголемен, особено за децата. На оваа тема разговараме со доктор Александар Костевски, специјалист по училишна медицина во Здравствениот дом Тетово. Добре дојдовте. Добре, најдов. Веќе најавата е сосема точна. Знаеме дека порано имаше многу можности, многу повеќе можности од сега, да се заангажираат децата со физички активности. Знаеме дека постоеше спортскиот центар, како спортски центар, каде што сите што сакаа може да се занимаваат со спортови што на нив им одговараат, значи по нивна желба. Во последниве неколку години и тоа веќе го нема, значи во тој квалитет, со тој квалитет што беше претходен, сега децата може да ги користат местата за занимавање со некој спорт што ги има по училиштата, значи каде што се надвор, но сепак сето тоа не е доволно, за разлика од тоа што младите порано во многу поголема мера го применуваа. Така сега повеќе време седат дома пред компјутерите, обично со телефоните и на неправилен начин седат, што може да доведе до разни деформитети на рбетниот столб со оглед на тоа дека децата се наоѓаат во фаза на нивен развој. Какви видови деформитети можат да настанат и кои се точните причини? Значи, имаме прво искривување на кичмата кон лево или кон десно, тоа е всушност сколиоза. Ако веќе се создаде деформитет, значи тоа што е минливо и што може, бидејќи децата, да кажеме, до завршување на пубертетот имаат раст и тоа може да се коригира со занимавање со одредени спортови, но тоа ние како медицински лица го нарекуваме сето она што може да се коригира како неправилно држење, но веќе формираните деформитети, значи си имаат свој име, како што веќе реков, сколиозите се искривување кон лево или кон десно, искривување на рбетниот столб, подгрбавеност или кифоза и изгубена лордоза. Значи, тоа е, ако го гледаме човек во профил, значи го гледаме неговиот рбетен столб, забележуваме дека почнувајќи од рамењата, па према слабините, значи самата кичма, самиот рбетен столб има како буква С. Значи така, и тука може заради одредени пореметувања, и тука може, значи, до избегнување на таа лордоза, значи таа правилна искривеност на рбетниот столб, што веќе си има своји последици. Така, да ги опишеме точно како се диагностицираат овие болести, значи на кој начин може да се дознае дека детето има некој деформитет на рбетниот столб? Дел од тоа би требало, значи, уште матичните лекари да го забележат и да превземат мерки со упатување до специјалистите по физикална терапија, кои понатаму знаат на кој начин сето тоа може да се коригира. Ако знаеме дека матичните лекари се дури и преоптеретени, со голем број на пациенти, нема доволно време да му посетат на едно дете, значи првата инстанца на која се забележува се систематските прегледи кои се спроведуваат во прво, трето, пето, седмо,
оделение во прва година во средното училиште, во четврта година во средното училиште и дури би требало и во прва година, значи кај бруцошите што се на факултетите. Сега, ова последното, за жал, кај нас не може да се спроведе на таков начин како што би требало, заради, знаеме, општо во Македонија има недостиг на медицински кадар. Дали за тоа се причини претходно ниските примања, партиските вработувања, што беа цело време, значи од осамостојување на Македонија, имаше и така, па не може квалитетните кадри да бидат вработени, но цело време имало недостиг. Значи на кадар има, според систематизацијата која ја направи од страна на Министерството за здравство во 2007 година, кога се одвои превентивата од куративата, значи лечењето на болните од здравите, превентивата, значи во која спаѓаме и ние, беа поставени нормативи според кои беше одредено колка број на тимови треба да има. Со самиот начин на реорганизација на здравствената дејност, значи со поделбата на превентива и куратива во примарното здравство, буквално на нас кои работевме во тие превентивни тимови, ни беше оневозможено, ако нешто забележиме, ние директно да го упатиме на она место кај што треба. Значи сето тоа мислам дека и во голема мера доведе да одредени работи тргнат на лошо, бидејќи ние доставувавме извештаи до матичните доктори за тоа што сме пронашле на систематските прегледи и со посочување каде треба да се упатат, но имаше претходно ограничување на матичните лекари колку упати смеат да дадат, значи така да сето тоа доведе до некои несакани ефекти. Покрај тоа што се изгуби она дружење со појавата на електронските уреди, со зголемено користење на компјутерите, на мобилните телефони, таблети, фаблети, се што доведе до буквално дистанцирање на децата и оттегнување од физичката активност. Со оглед на тоа дека до минатата година се спроведуваа систематски прегледи, каква е ситуацијата во нашиот регион? За разлика од времето, значи кога јас започнав, можам да кажам, годинава веќе 35 години работам, ситуацијата е доста полоша. Тогаш не постоја нити мобилни телефони, компјутерите беа многу ретки, децата се занимаваа со физичка активност и бројот на деформитети беше многу мал. Можам да кажам дека до негдека, до 2007, 2008, еве, да речеме до 2010, бројот процентуално, значи на деформитети од сите извршени систематски прегледи се движеше негдека до 7-8% на сколиоза. Веќе не е така. Значи сега ние кај 70 до 80% кај децата забележуваме неправилно држење. Тоа е последица на намалената физичка активност и начинот на живот. Веќе ги спомнав електронските уреди, токму тоа доведе до појава на вакви работи. Кои други нарушувања можат да се забележат за време на систематските прегледи? Предпоставувам рамни табани. Да, рамните стапала
ги забележуваме, исто, значи и нив ги нотираме да појдат до матичните лекари за да ги упатат до физикална терапија, до ортопедија, за да све што е потребно се превземе, за тоа да се коригира барем во одредена мера, зашто сето што е неправилно си носи своји последици. Сите знаеме дека неправилната положба, дали на стапалата, дали на арбетот, доведува до ангажман на поголема група на мускули, кои се нонстоп во еден тонус, во една напнатост, сето тоа доведува до болки, понатаму, ако тоа можеме да го спречиме само со една зголемена физичка активност, значи не ќе ни требаат ниту употреба на лекарства. Така, за време на систематските прегледи се мери и тежина на детето, висина. Да. Кои се резултатите во тој поглед? Значи, истото може да се каже со тоа што се повеќе имаме број на деца со обезитет, значи со зголемена телесна тежина, токму тоа што е намалена физичката активност, сето тоа доведува, значи, до низа промени кои понатаму си имаат своји последици. Тоа ја истакнува важноста на систематските прегледи, кои годинава, за жал, поради пандемијата не можат да се направат. Систематските прегледи ние ги започнавме, значи уште од септември, кога почна училишната година, ние започнавме со систематските прегледи, ги спроведувавме и во градот, и во селата, и сето тоа се спроведуваше додека не се случи пандемијата, кога беше стопирано се со цел да ги заштитиме децата, да не дојде до ширење, до заразување. Еве, токму и овдека ние ги користиме маските, заштитни ракавици, значи сето тоа иде во прилог, дека сето што се превзема со цел да се заштитат најмладите, најпрво, значи децата, бидејќи тие се иднината на секој општество. Така. Со оглед на тоа дека нема систематски прегледи, ограничени се посетите на матичен лекар, дали родителите можат да забележат некој деформитет кај нивните деца или да направат некој преглед кога веќе не е во можност здравството да го направи тоа? Самите родители, значи, треба секој дневно, барем при секое бањење на детето, да видат дали каква е положбата на телото. Сите знаат како тие како деца и како помлади биле, значи дали и нивното дете се развива во тој правец како што самите родители биле, па потоа може да забележат дека нешто не е или е во ред. И со оглед на тоа да превземат понатаму, матичните лекари може да им дадат упат до специјалистите по физикална терапија, кои ќе одредат дали има потреба, кои вежби треба да се спроведуваат, за сето тоа да се коригира додека децата се во раст и развој, од која растот више ќе заврши, од која се формира скелетот, се е залудно. Така. Значи, физикалната терапија, што ќе биде спроведена после, може само да ја намали болката, а не може веќе да направи корекција. Како се третираат веќе кога ќе има диагноза за некој деформитет? Нели споменавте физикална терапија, што точно се применува? Значи, најбитно, додека децата се во раст, е спроведување на оние корективни вежби кои ќе доведат до враќање во нормала на тој детски организам. Бидејќи ќе доведеме детето да биде во една правилна положба, значи ако нешто веќе отишло надвор од таа нормала, токму со тие корективни вежби да се врати назад во нормала додека може.
Значи, има вежби за правилно развивање на арбетниот столб, значи дури вежби на истегнување на тие, сите се сеќаваме како во спортските сали каде кога учевме, како се закачувавме и висевме на, значи има секоја вежба, значи има одредени групи на вежби за секој деформитет, значи во зависност од тоа што треба да се коригира, значи дали тоа се работи за рамо, за арбет, односно за други работи, кои вежби точно треба да се спроведат за тоа да се доведе во нормала. За тоа многу повеќе може да кажат, значи специјалистите по физикална терапија, ние, значи, во склопот на мојата специјалност ја споминав 2 месеци во Центарот за физикална терапија и рехабилитација во Козле. Значи, 2 месеца ми траеше турнусот, каде видов, значи, дел од работите што треба да се направат, но тоа е само дел од знаењето што специјалистите по физикална терапија го имаат и кои се најсоодветни за тоа да укажат кои вежби тие и одредуваат, значи точно кои вежби треба да се спроведат, им посочуваат на медицинските сестри, физиотерапеути кои понатаму им ги покажуваат тие вежби на децата како да ги направат правилно. Така, постои една изрека дека е подобро да се спречи отколку да се лекува. Кои се советите во насока на превенција? Таа изрека е потполно во право. Значи, подобро да се спречи отколку да се лечи. Многу е битно ако се забележи некој деформитет и тој биде нотиран од нашата страна и биде испратен до матичниот лекар за да му даде упат до специјалистот по физикална терапија, тоа да биде реализирано од страна на родителот. Знаеме дека голем број на родители и го забележуваме тоа кога ќе ни дојдат, значи после 2 години на систематски преглед, дека тоа што сме го нотирале дека треба да се направи, родителите немајќи време, трчејќи да се заработат за основни средства за живот, буквално нема толку време да им посметат на децата и да го превземат сето она што треба. Значи, не е грешката од нас или од матичниот лекар. Матичниот лекар ќе даде ако има нешто нотирано. Ама ако не стигне до него, значи важна не знае... е упорноста на родителите, да, така? упорноста на родителите. Така, како да се мотивираат и родителите и децата? Како да се истакне значењето на правилниот раст и развој на детето? Токму ова што досега го зборевме, зголемувањето на бројката на деформитети, на неправилно држење, значи ни укажува точно што се причините. Значи, треба да ги мотивираме децата што помалу да ги користат електронските уреди, што повеќе да имаат физичка активност, ако ништо друго, една прошетка, ете, веќе кај нас Бањиче, ни е познато како центар кој голем број од населението го користи. Значи, пожелно е и едно такво движење, значи една физичка активност, што не мора да значи дека со некој спорт мора да се бави, ама битно е да се мотивира детето дека треба повеќе да се движи, а помалу да ги користи електронските уреди. Мислам дека се тие најголемата и најглавната причина и едноставно социјалните мрежи кои многу време им одземаат на децата, значи што можат повеќе да се избегнуваат, а што повеќе да се спроведува физичката активност. Овие деформитети какви последици можат да донесат, нели, веќе кога детето би било возрасна личност?
тие деформитети, токму заради неправилната положба на одреден дел од телото, доведува до зголемена појава на болка, до користење на средства против болки. Знаеме дека добар дел од нив, значи тие аналгетици, влијаат штетно на желудникот, значи може да доведе до крварење во желудникот, така да, значи, со цел да го спречиме уништувањето на здравјето на човекот, да се превземе на време тоа што може без користење на никакви лекови. Така, вие како доктор сте вклучени во вакцинацијата на населението. Сега во време на пандемија тоа е малку отежнато. Како се одвива? Вакцинацијата се спроведува, значи, редовно и цело време. Со тоа што ние се договараме, значи, со класните раководители, со директорите на училиштата, на тој начин, значи, ги закажуваме децата на растојание од 5 до 10 минути, за да ја зачуваме таа дистанца, токму како што и ние седиме, значи, најмалу 1,5 до 2 оддалеченост, со цел да не се прошири COVID-19, токму тоа е и користењето на заштитните маски, заштитните ракавици. Ние тоа сме го спровели, значи, на тој начин да се избегне можноста на контакти на повеќе луѓе одеднаш, но вакцината се спроведува, бидејќи сме свесни дека ето пред неколку години имаше епидемија на морбили, токму кај деца кои не биле вакцинирани, па се појавија морбилите повторно, а за тоа цело време се прима вакцина, така да, за да не дојде до појава, значи, сега даваме децата, докторите од предучилишна вакцинација, тие спроведуваат на децата до 6 годишна возраст, ние спроведуваме на децата од училишна возраст, значи, сето тоа го спроведуваме со цел да не дојдат појава на други епидемии, ако тоа се спроведе онака како што треба. Дали се уште има родители кои што се против вакцините? Нели еден период имаше антивакцинални кампањи кои што велеа дека токму вакцината предизвикува аутизам кај детето? Се уште има антивакцинални кампањи и се уште има родители кои веруваат, значи, на она што ќе го прочитаат на интернет, на непроверени информации. Затоа сме ние, како медицински лица, кои најубаво и најсоодветно можеме да им објасниме која вакцина, зашто служи, колку и какви случаи имало, значи, во минатото пред да се воведе вакцината, дека одредени болести, значи, веќе ги нема и токму заради спроведување на вакцинацијата, значи, не да, како што јас имам обичај да кажам, да читаат рекла казала, него да ни се обратат на нас кои најсоодветно и најстручно ќе им објасниме. Имаше пред кога се воведе вакцината против хуман папилома вирус, значи вакцината против појава на рак на грло на матка, прво имаше голем интерес и кога се воведе во календарот за вакцинација, за имунизација, одеднаш се проширија вести на интернет, најпрво имаше две девојчиња починале после примање на вакцина, едната во Шпанија, мислам дека беше, другата во Велика Британија, испадна таа во Шпанија загинала во сообраќајка, а девојчето во Велика Британија дека буквално после вакцината, после недел дена, значи не може ништо да предизвика за толку кратко време нешто,
се открило дека имало тумор во градниот кош и дека причината за смрт Немало поврзаност со вакцина. бил туморот во градниот кош, а не вакцината. Имавме случај сега пред 5-6 години, значи девојче што не било вакцинирано заради тоа што неговите родители подпаднале под влијание на антивакцинална кампања, значи девојче во Барцелона, мислам дека беше 10 години старо, почина од дифтерија, болест која ја немаме кај нас. Мислам дека последниот случај, колку што се сеќавам информациите што ги читав, во Македонија е 81 година забележа, значи веќе 40 години ја нема токму заради вакцинирањето. Така, Значи заради редовно спроведување на вакцината како што треба. Тие вакцини што ги даваме на училишните деца се против дифтерија, против тетанус, против детска парализа, значи доведа до искоренување на да нема појава на случаи на таква болест. Иначе пред да се почне да се дава вакцината против детска парализа, значи голем број на луѓе дури завршува на вештачка вентилација, на респиратори, значи тогаш ги немаше респираторите како што се сега, нека буквално беа како во као во метален ковчег, каде што сето тоа се спроведуваше заради губиток на способноста на мускулите на градниот кош да можат да го спроведат дишењето онака како што треба. Значи, сега го немаме више. Немаме такви случаи, барем кај нас, каде што редовно се спроведува вакцинацијата. Може би има во некои држави што се далеку позади нас со здравствената едукација и со можностите да сето тоа се спроведе, но тоа се минимални случаи. Занемарливи. Постоеше и тврдење дека вакцината предизвикува аутизам едно време. Какви се медицинските докази? Токму заборавив да го споменам веќе предходно, значи докторот од Велика Британија што објави дека вакцината против морбили предизвикува аутизам, значи тоа го објави без никакви подкрепени докази. А луѓето веруваат на се што ќе прочитаат на интернет, па се прошири една голема заблуда. Токму заради тоа беше направено, има, значи, такви случаи, такви испитувања на поголем број на деца имаме во Данска, а во Соединетите Американски држави буквално беше направено тестирање од прилика приближно иста бројка, буквално испитување, значи, на деца од прилика околу 3 милиони деца. Значи, не едната страна беа деца кои ја примале вакцината против морбили МРП, што ние морбили рубеола и паротит, и приближно иста бројка на деца што не ја примиле вакцината. За жал, излезе дека децата кои се невакцинирани имаат поголем број на деца со аутизам, отколку тие што беа вакцинирани. Тоа беше еден директен пример и доказ дека вакцината не предизвикува појава на аутизам. Се уште не знаеме точно, значи, што е покрај генетски причини. Во Јапонија буквално тврдија дека токму тоа користење на електронски уреди доведува на тоа децата да живеат во еден свој свет, значи го нема она дружење
меѓу децата што го имаше порано, низ игра, значи ете и намалената физичка активност. И буквално во Јапонија се донесе закон на кој патронажните сестри, кои одат, значи, во нивните домови, и ако забележат дека некое дете што е помало од 7 годишна возраст, било кој од овие електронски уреди користи, со закон му беше одземено детето. Бидејќи, значи, родителот не е тој што е директен... Да, му го дава телефонот... Да, причинител за да дојде до појава на такво нешто, значи, таму се донесе закон дека не треба, значи, да се користе до 7 годишна возраст. После тоа веќе е поинаку. Значи, децата више се повозрастни и може знаат што треба више, тие социјални контакти ги има во живо, не е, значи, кога има поголема комуникација и поголемо дружење меѓу децата, детето ќе се развие правилно. Ако се затвори во својот свет на електронски уреди, токму една од причините е и тоа. Значи, Јапонија важи за високо развиена држава, која вложува многу повеќе во здравството, и кога тие дошле до тие заклучоци, го довеле тој закон, значи треба да се оцени нивното да се значење. размисли на тоа прашање. Да. Так. Денес официјално завршува училишната година, нели, под какви услови поради пандемијата, нели, не одеат децата на училиште, но сепак денес е 10 јуни. Од утре почнува летниот распуст, децата повеќе време ќе поминуваат надвор. Со оглед на пандемијата со COVID-19, како да се заштитат? Кои се вашите препораки во таа насока? Не случајно се кажани тие превентивни мерки за да се спречи ширењето на пандемијата, носењето на заштитна маска, бидејќи многу пати е кажано и прочитано дека токму дистанцата, значи на 1,5 до 2, еден од друг, никој не знае дали тој другиот е инфициран или не, користењето на заштитна маска, најпрви можем да кажем дека и јас не бев, значи, толку дека мора да се носи заштитната маска, но кога прочитав поголем број на стати дека токму тој што е инфициран, ако носи заштитна маска, процентот на можност да ја прошири инфекцијата е 40%. Ако без маска може 100% да доведе до инфекција со тие што е во контакт, значи ако веќе носи маска, можноста од 100% се намалува на 40%. А токму ако и другиот носи маска, значи покрај него, можност за да се пренесе инфекцијата е само 5%. Но како се тоа да им се објасни на децата? Треба најпрво да им се објасни на родителите, значи тие што се најчесто во контакт со состојните деца, на кој начин и што треба да направат за да се заштитат, за понатаму, на тој начин ние самите да придонесеме да го спроведеме сето тоа онака како што треба и на тој начин да придонесеме да се намали можноста за ширење на вирусот и на тој начин постепено, малу по малу, да веќе немаме ново заразени и со тек на време, значи, да се вратиме во нормален живот. Така, една од мерките за спречување на ширење заразата е миење раце, навика што треба секој да ја има и без пандемија, така? Да. Токму зато имаше, значи, на поголем број на социјални мрежи покажано како треба тоа миење на раце да биде. Значи, не е на брзина, само ќе ги заплакнеме со
сапун од чешма, него дека тоа мијање на раце треба да трае најмалу 20 секунди, 20 до 30 секунди. Буквално сето тоа што со кое сме можеле да дојдеме до инфективен материјал во контакт, значи тоа да биде спроведено на правилен начин, значи сето тоа да се елиминира и да не може да се инфицира тој што правилно го спроведува. Така. Ви благодарам многу на разговорот и на гостувањето во нашата емисија. Ви благодарам и на вас. Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте во видеолекцијата по физичко и здравствено образование. Моето име е Сонја Трифуновска, јас сум оделенски наставник во Основното училиште Гоце Делчев во Тетово. На денешниот час по физичко и здравствено образование ќе изведуваме вежби за оформување на телото. Кои се целите кои што ќе ги постигнеме на овој час? Ќе се успособувате правилно и координирано да ги изведувате вежбите за главата, вратот, рамениот појас и рацете, трупот и нозете. Ќе се успособувате да ги изведувате правилно вежбите за јакнење, лабавење и истегнување на телото. И ќе се успособувате вежбите да ги изведувате со определен ритам и темпо. А да започнеме. Пред да започнеме со вежбите, најпрвин сакам да ве прашам нешто. Дали знаете зошто е важно да се вежба? Многу е важно да се вежба, затоа што со помош на вежбањето ја развиваме мускулатурата на телото. Но исто така го стимулираме правилниот раст и развој на телото. Тоа е посебно важно за вас, децата. Исто така, важно е вежбањето затоа што на тој начин ги развиваме моторичките способности, односно кондицијата на телото. И, што е најважно, го јакнеме нашето здравје. Кога почнуваме да вежбаме, секогаш треба да имаме на ум дека прво се започнува со вежби за главата, вежби за вратот, за рамениот појас и рацете, трупот и на крајот се вежби за нозете. Кога вежбате, секогаш кога бројам, ќе го следите ритамот на вежбањето. Ќе започнеме. Почнуваме со вежби за главата. Најпрво со главата одиме напред, назад, значи вака. И сега почнувам со број. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Сега одиме со главата десно и лево. Почнуваме. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Сега со главата прво правиме кружно движење надесно. Убаво да го раздвижиме вратот. А потоа обратно налево. Така, со вежби за рацете и за рамениот појас. Сега, прво рацете ќе ги испружите напред, значи ги предрачуваме, а потоа ги шириме. Исто како порано што имаше тесни улици, сега се широки. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Сега рацете ќе ги поставиме на раменици и ги испружуваме. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Со следната вежба ќе го имитираме движењето на крилјата на птиците. Прво рацете ни се горе, а потоа ги спуштаме надолу. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Следната вежба ни се вика вентилатор. Рацете ќе ги расшириме, исто така и нозете, и со рацете правиме мали кружни движења нанапред, како што работи вентилаторот. Одиме сега и назад.
Сега нозете ги спојуваме, рацете ги предрачуваме, потоа ги прекрстуваме, прво е десната горе, а левата долу и обратно, и после смена прсти и рацете ги одрачуваме. Значи 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Сега десната рака ни е горе, левата ни е долу, на прсти сме и потоа ја менуваме раката и повторно сме на прсти. Внимателно ќе го следите ритамот со кој вежбам и ќе го слушате броењето. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Да се стегнеме убаво. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Следната вежба ни се вика пливање. Како ќе пливаме на суво? Нозете ќе ги расшириме, а со рацете ќе имитираме пливање. Значи, одиме прво со левата рака, па со десната. Нанапред. Исто како кога пливаме. Имитираме движењата само со рацете. И сега одиме наназад. И тука завршуваме со вежбите за рацете. Сега ќе правиме вежби за трупот. Нозете ќе ги расшириме, рацете ќе ги поставиме на половина и одиме 2 пати на десно и на 2 пати на лево со отклонување на телото, односно усокување, вака, значи на десна страна, а потоа на лева страна. Почнуваме 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Нозете не смеете да ги одлепувате од подот, значи да ги мрдате. Само вежбаме со телото надесно и налево. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Сега ги спојуваме нозете и со телото одиме 2 пати напред колку што можеме и 2 пати го отклонуваме телото наназад. За полесно да ја видите вежбата, ќе ја направам настрана, значи одиме 2 пати нанапред, 1, 2 и наназад 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Следната вежба ќе изведеме така што нозете ќе ни бидат расширени, а телото го отклонуваме прво на десната страна, колку што можеме, а потоа на левата страна. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Сега, исто нозете остануваат расширени, но со рацете правиме како крошна на дрвото и сега ние представуваме како дрво кога има ветер, па се ниша прво на десната страна, а потоа на левата страна. Одиме. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Дали го следите ритамот на вежбање? 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. Следуваат вежби за нозете. Најпрво ќе ја подигнеме десната нога и ќе ја превиткаме во коленото. Потоа истото ќе го направиме со левата нога. Одиме на изменично. 1, 2, 3, 4. Телото исправено да биде. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Во следната вежба, со прстите на рацете, значи треба да ги допреме прстите на нозете, на ногата да ни биде прво десната подигната и испружена, еве вака, а потоа истото ќе го направиме и со левата нога и одиме на изменично. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3 и 4. Одиме со следна вежба. Сега ќе правиме вежби со подскокнувања. Исто се за нозете, но со подскокнувања ќе бидат. Сега, најпрво ние десната нога напред, тежината, значи ние на десната нога, превиткана ние во колено, потоа ја менуваме и левата нога ни е напред, превиткана во колено. Одиме наизменично. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Сега малку ќе направиме одмор со една вежба за дишење. Рацете ги подигнуваме, правиме круг и земаме воздух низ нос, а испуштаме низ уста. Испуштаме. Земаме воздух, испуштаме. Земаме воздух и испуштаме. Така. Сега ќе направиме исто така вежба со подскокнувања, при што ќе имитираме скијање. Ќе го отклонуваме телото на десно и на лево со скокање со споени нозе. Рацете ќе ги поставиме тука, како да држиме штаки за скијање во рацете. И одиме прво десно, лево, десно, лево, десно, лево. 1, 2, 3, 4. Така, во ред. Сега одиме со подскокнувања на десна и на лева нога. Прво, значи, десната нога ќе ја подигнеме и да видиме колку ќе можеме да издржиме да скокаме на левата нога. Така, и сега менуваме. Така, во ред. Следните подскокнувања ќе ни бидат така што нозете ни се споени, а потоа ги расшируваме, повторно ги спојуваме. Но рацете ни се најпрво долу, потоа ни се горе и плескаме со нив и се враќаме во почетна положба. Одиме, значи, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Малку побрзо. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Така. Сега продолжуваме со вежби за рамнотежа. Со раката ќе ја фатиме десната нога, да видиме колку можеме да издржиме да стоиме само на една нога. Добро, сега продолжуваме со другата. Добро е. И сега, следно ни е да трчаме во круг. Но бидејќи во домашни услови, тешко дека ќе можеме да трчаме во круг, немаме спортска сала, туку сме во нашата соба и затоа ќе трчаме во место. Да се подсетиме кога трчаме, дека рацете ни се превиткани во лактите и дека ни се покрај телото. Ајде, започнуваме. На даден знак, кога ќе плеснам со раката, треба да клекнете долу. Така, продолжуваме со трчање. И уште еднаш. Одлично, деца. А сега да повториме што научивме на овој час по физичко и здравствено образование. На овој час научивме како правилно да ги изведуваме вежбите за главата, вратот, рамениот појас, рацете, трупот и нозете. Исто така, правилно ги изведувавме вежбите за јакнење, лабавење и стегнување на телото и тоа го правевме по зададен ритам и темпо, како што јас броев, вие така вежбавте. Се надевам дека ви беше интересен овој час и дека правилно ги изведувавте вежбите. Јас би ви препорачала оваа видеолекција да си ја пуштате секое утро и да ги извежбате овие вежби, затоа што после денот ќе ви биде многу поубав. Се гледаме во следната видеолекција. До гледање, ученици!